Значи, пичоки мои, денеска ќе снимамо, значи, на секој сат, 24 сата, на секој сат добивамо некој си предизвик и треба да го направиме. Така да, према почнеме со видеото, ставете на лайк, subscribe, запратете ме на Instagram, на TikTok, на све, буквално, значи, и идемо у видео. Предизвици се делат на лесни, средни и тешки. Значи, како иде видеото, на почеток ќе бидат лесни, после тој стануваат се потешки и потешки. Така да чекамо го првиот предизвик. Имам работа до град, така да уште не сме на првиот предизвик. Спојат и горе одма, значи и видимо. На почеток ќе биде лесен, така да опа, стигна. Тоа е 10 минути да одемо назад, значи треба фактички овако на намо да оду 10 минути. До град ми треба 10 минути, што значи дека фактички до град треба да одијат 10 минути. Значи одемо, значи мора по овие степенци се кача на назачки, која се ќе биде ова јако. Опа. Нема шанси. Степениците не и било. Степеници си било. Значи паза не се втепам, значи има уште некој си минута, две можда, макс, така да... Оба, мора да нема. Колку има? Опа. Ама колко е? Иначе, пошто гледате, пократки сум, пошто пократко едно вие. Оно кој е 20 на степени. Опа, поминаа 10 минути, значи може кој да оду. Конечно. Добре. Значи има уште 50 минути, така да 50 минути сак сме слободни, така да имам време и до дома, па да дома, така да следно предизвик најверојатно дома која се гледамо, сед дома. Значи, само што си дојде и на сад помина и стига нов предизвик, а тоа е да пратимо редно порука на некој, така да ќе идемо се да пишемо, па на која може пишемо, ќе видимо смо и се на вашето му пишемо активен е, така да ќе пишемо абе, оцет и зејтин мешат ли се заедно. Иако ме праша зашо ќе кажу само дека ми тако е текнало, вајда зашо? Ќе му одговориме по. Стига и новиот пред, значи видете пшамус, зејтин и осе дали се мешат. Вика вајда, значи ни он не знае. Кој да опа, стига нов предизвик и тој 2 во 1. Не смееш да се насмееш еден час и задај си предизвик ти. Значи ти кога сега фино лепо ќе си направи јадење, што сум искрено сум гладен. И пичоки јас само нешто здраво да бидне јадењето, јаби го што се прави. Некој си јадење ќе видамо тамо. Значи пичоки јас се најаде, забрави да ви снимам, само ви снимам тој кога се става тосто. У тостро, нели? Нели само тој снима. Добивамо сега па предизвик што гледате горе, а тоа е да не смеу да седнем. Опа! Од сак почиње, така да ме овој ме одговара, пошто секој ќе уја сега на фудбал, значи еве. Добре, спремни смо. Ти се ми по сад, по шорци и мајца, не е ишла на тија, те овај сустра. Дојдемо што од фудбал и поишло на сад не сум седнал и што значи дека овој предизвик успешно направен, кој да стига нов предизвик, а тоа е глуми Кристијано Роналдо 30 минути, така да треба да до праница. Треба пример самоуверен и значи најдобар сум, значи сите треба да ме гледат као да сум најдобар. Значи, опа, идемо до праница, камерата сак тоа што е мутно, јеби ga немам iPhone, така да идемо за продавница.
Значи, да шо? Ај, се видимо кад ќе стигнем у продавница. Ќе му се од продавница, купувам сок. Искрено никој немаше, така да се ќе видимо да оставам соко и ќе правам некои си трикови ко Роналдо да направимо. Нема некој си Кристијано Роналдо трик да направимо. Много пичко мајче. Фрикик. Шишно ударам тамо. Не бива бидјат, мора. Опа. Гледа се. Мора окај. Од туј тамо. Слушам, мутно. Од тој. Паси шо се. Кристијано Роналдо, нема грешка. Још еден. Жив е телефон. Опа, стига нов предизвик, а тоа е да ми друг бира што да прави 30 минути. Вика, значи е скриншот туј, значи изгледа најверојатно не е разбрал на ово прашањето, да пишемо некој женско за ПХР, ама ја напиша и на ChatGPT што да прави тие пола сат. И опа, што еден предизвик, 1 сат у тмно, има и време, тоа ќе биде последниот предизвик за овој видео. Значи, треба 3 начина кога се снајдов сам да сум у шума, да смислу своја држава и да наброју 20 градови, 20 држави за тие пола сати, дополнително имаш 1 сат у тмно. Значи, тоа се ќе правимо кај мене у гаража, а прво идемо со првиот предизвик, да пишемо на некој женско за ПХР. Еве, само да најдемо. Идем. Се ќе видимо. ПХР. Бам. Цак. Идемо 1 сат овдека у гаража и имamo још тие додатни пола сат што треба да ги испунимо, така да. Опа, овдека е вруќе шо некој. Не може никога да падне. Ова. И тоа е, значи 1 сат у тмно, еве го тука ми е мотор, така да само најудел ставу телефонот да снима и идемо со како би се снашал ја у шума сам сам и да сум со своја држава, така да само да ставу телефон таман и оно е, значи кога се снашал сам сам у шума се најду, значи ако е преку ноќ, значи 3 начина кога би се снашал у шума. Телефон да неам, искрено само би ишел направо до некој си место и ако има ако нема некој излаз, ако нема некој народ, најверојатно, на некој пут искочу, ќе прашам некој луѓе да ти јавам дека е овој место и дек се најгаме да дек може да иду на тој место. А ако имам телефон у мене, најверојатно Google Maps и готово решена прича и ако е преку ноќе, тога живи, здрави, немам појам кога ќе се снајду, искрено не сум мислувал за тоа, али како би се снашал? Не би се никој снашал, буквално не. Така да мислам, со тоа е и добро. А сега да си смислил своја држава. Значи, своја држава и кој би бил председател на НУМА. Значи, а после ќе видиме одговорот, дали сум добиле одговор од тој довачно прашање за ПХР, ќе видиме. Држава, значи еве своја држава измислам. Значи кардифилија, тукно значи
држава Кардифилија се наоѓа се у Азија, доле близу океани, значи негде кај Индија, туј негде. Пардон, искача на Индиски океан, Кардифилија, главен град Озат. Председател би бил, значи, може јас си го председател, значи, ја бил дел на тај држава. Тај држава ќе има 120 милиона жители. Друго ќе има што може да има. Главниот град Озат ќе има 12 милиони жителя. Сега зamisто кој што мотора. И надечи. Добро. 12 милиони жителя ќе се простира, значи ќе се граничи со Индија, тија Кина, тамо Пакистан, кои да са. Добра географија. И немам клjuč да запалиш мотора, виж колку горе. Тој и БДП би било пример 15 милиона евра, 15 милиона долара на главниот град. А војска би биле рангирани 15 у светот. Бонжур 2-3 Кипар, Малта, Сан Марино. Добро, нешто ми чудно овдека. Дефинитивно ми овдека нешто чудно. Идемо да набрамо 20 града. Като Скопје, Куманово, Битола, Нови Сад, Белград, Загреб, Сарајево, Зрински, Зеница, Берлин, Минхен, Франкфурт, Москва, Бјелина, Тузла, Охрид, Бојан, Прилеп и Тузи. Добро, испунимо го овој челендж и имамо уште едно пола сат од овој челендж. Значи, мене ми нешто чудно овдека. Пошто чу некој дишање овдека, кој не знам дали некој има, пошто знае некој да доаѓа кај мене, тако се прави на ударен, тако да ќе мора тој да истражимо овдека што има. И има гориво таман за моторот. Да ќе морамо тој да дзирнеме малце. Можете вие да видите таму. Видели се нешто? Не, мутна камера. Добро. Може да правимо рум тур на овај гаража. Значи, таму еш колку време имамо. Само да видиме дали е одобрила на поруката. Само секунда. Добро, като легнемо тоа од врата, прво што видимо, имамо е чекич, катанац и клучо, за мерење некоја оловка, за сечење дрва, овој некој си курац и овој. Имамо тестера, значи, ако има сега некој овдека, значи, буквално имам одбрна, пошто од тој се буквално може да се види те од таму. Добро. Имамо моторка за сечење трава. Туби флаши, значи имамо мотор за сечење дрва, ово не е мотор, ја втфатори кажа. Добро, овдека имамо некои си колици, значи имамо машина обран, то имамо овој, имамо сунгер, пластика таму, добро. Имамо санка, значи овај санка не е оноја, значи кој ти знае колку време. Значи, ако ви нешто треба дека пишете ми доле коментари или доле на Инстаграм Марио Донат Црвец Цветков 5, значи може нешто да говорам. Иначе телефон, значи еве подо туј, ово е овдека, значи буквално на 2 зум ти е горе, значи буквално вид. Бам, толку е високо. Значи некој ми пишува. Добро, имамо 2 врати. Пак кофи, имамо кафес. Црева, имамо уште едно, значи, видите се како бавија. Опа. Няма врска. Имамо бандаж.
бандаж имамо точак. Ова сад ви го продал 200 денара. Имамо еден точак, значи овој точак тој си стоја такој. Имамо овој точак, значи пршина, оној пун. А овој точак, златен точак мој, од лани МТ Bike, значи Mountain Bike, GR 7. Само проблем е што е, еве, овај гума, дали ја пука, ја пробав вчера го напумпам здил да му сипу на оваја машина горево, не сум уште тамо дошле, овај гума го напумпано, ама овај не ќе. А и само да видам дали е приемана бандажа овдека, мислу, зубчениците, пошто тоа е у, иначе, има 8 брзини доле, 3 онамо 24, значи, сам секунда. Значи, доле у 7 брзина, што е до, тој покажува да е у 3. Дефинитивно е преебан овој точак, кој е нишо тромобил, тротинет и скејборд. Флаш, уште колку сагаш, овие туби можете да ги напомнам. Опа, дали сакате да снимам 24 сата? Еве, маш овај овдека. Туа видите како изгледа, гледате, опа. Значи, да. Или па може да овај тоа. Но тој се знаете ли дека телефонот ми не? Не, више да не. Добро. Доаѓаме, значи, овдека да имам... Одека овај вода овдека? Одека. Вратете видите дали имало овдека вода. Добро. Тој видемо сега. Дефинитивно ќе снимам видео со овој мотор тамо за следна недела. Кодо малце тој изгреван. Тој, значи, опрашање е Хамачи Дейтона, значи Дейтона. Има пројдено 5120 километри гориво, значи, боже, значи, еве ги. Жмијал си само сак што немах контакт, пошто клучо не у мене. Иначе, на свирка добро, кошница предна, задна. Добро. Ја мислам дека, овдека имамо уште нешто. Тој има акумулатор, сад го продало, значи, добро. Тој имамо некои си торби, тој имамо моторче. Што, what the fuck, што овој? Браке, malo тоа дек сам го нашел. Да видимо... What the fuck? Што нема тој да најде? What the fuck? What the fuck? Што овој? Уле, имамо фискална сметка и се може се качи, гуми имамо. Значи, еве ја са тие џаме, ја викам дека тој нешто ќе слушна, тако е да. Да имамо дали нешто, и нема ништо не се гледа. Тако е да. Нешто чудно пак постана. Имаш кога да имаш некој звук. До сега нема. Тако е да стига, значи, успешно завршени све работи, сите челенџи, тако е да ќе идемо заедно са горе, да снимаме до горе и да објавимо видеото, да одјавимо поточно. Идемо заедно, значи прво да отклучимо. Сак некој ми излета овдека. Проблема натаму. Нема никој. Натаму. ВТФ. Ја не се сеќам дека затвори вратата. Човек. Ки бил на видеото после тамо, тако да... Да не губимо време за джабе само. Не знам, може да съм затворил вратата, тако е да... Ти видам овдека. What the fuck? И светлото изкасано, но... Некој е бил овдека. Значи... Мора да бидемо пажливи, значи светло му красно овдека. Буквално пред... Едно сад беше упален. Извинјавам се што нема крај на ова видео, ама еве
Овде така ако ви се свиѓа овој видео, лајкнете и субскрајбнете се и ние се гледаме во следното видео утре. Чао!